Добар е, криптоентузијасти. Вчерашниот ден, значи не е дека нешто ново се случило, едноставно после операцијата некогаш е потребен одмор, така вчера не можев да стојам едноставно 4 часа да го направам видеото, но еве денеска со 2 видеа. Така да ако не сте го погледнале, веќе на каналот е достапно видеото за, значи сакавме накратко да објасниме зошто не е паметно да скокате од проект во проект, каде што од претходниот bull market ви објаснувам што се случило и зошто сум одлучил дека не е паметно тоа да го правам, нормално статистички подкрепено, значи со најосновно кратко видео, каде што нели кратко видео 15 на минута, колку што може нели да се објасни за тоа зошто овој bull market исклучиво одлучи да останам во проектите во кои што инвестирам, наместо да скокам од проект во проект. Значи тоа е за првото видео, а денеска нормално според вашите гласови го правиме второто видео, каде што ќе разговараме за Altcoin Invest. Имаме многу битни вести, сакам да ги споделам со вас и да не забораваме нормално недела ќе имаме специјално видео. Како што кажаме, неделното специјално видео ќе биде повторно после долг временски период. Значи подкаст со Никола, тоа ќе го снимиме во текот на утрешниот ден, Midnight Session, како и вообичаено, а ќе го погледнете во 5 часот попладне во недела. Така да, верувајте ми, доста интересни теми има околу овој дел. Односно да не харикираме, постерот веќе го направив во исчекување, затоа што искрено еден од најдобрите говорници кои што сме го имале на каналот, има доста што да се зборува. Првенствено јас уживам да зборувам со луѓе кои што навистина имаат што да споделат, од кои што можам јас да научам нормално, а нормално со тоа и вие на нашиот канал. Така да, што со крипто до нова година, главни коини овој bull market, дивиот близок исток, затоа што моментално имаме повторно развивање на одредени ситуации, а тоа е потенцијална војна помеѓу Либан и Израел, како и нова светска војна. Тоа се темите за кои што ќе разговараме, верувам дека ќе има доста што да се каже, така да би било паметно да го погледнете ова видео во недела. Сега, да почнеме со вестите денеска, со тоа што, значи, и некои многу битни работи ќе разговараме, од типот на зошто би препочитал Бајден наспроти Трамп да победи, верувале или не, ова доаѓа од моја уста, но сето тоа ќе го објасниме во детали. Значи, следет има доста битни вести, гледате, не ги ни собира денеска колку битни вести имаме. Сега, прва и најбитна работа се враќаме на фактот што ние постојано го зборуваме, еве го моментално во реалност. Значи, Трамп ја должи својата моментална предност и потенцијална победа на следните председателски избори благодарејќи на крипто супер пак. Она што веќе го спомнавме, гледаме на дело, значи само Gemini, Winklevoss близнаците, издвоиле лично $2 милиони за да помогнат на кампањата на Трамп. Односно, Empowering Crypto-Friendly Leaders. Ако се сеќавате, ние уште пред година дена, кога никој не зборуваше за председателски избори, ние трубевме дека нема теоретски шанси во Америка да дојде следен председател кој што е против крипто. Нема теоретски шанси. Станува збор за многу голема маса на луѓе кои што имаат интерес крипто да биде регулирано. Еве ви прост пример. Со тоа што оваа маса на луѓе веќе има значителна количина на пари. И оваа значителна количина на пари носи нормално право со кое што во Америка, нормално во демократијата, можете да имате свое лоби. Значи тоа е сосема нормално, ако си платите доволно, вашето лоби ќе победи и вашиот кандидат ќе победи, со тоа што вашиот кандидат нормално после тоа треба да одработи за тоа што вие сте му платиле, се разбираме. Значи буквално така функционира. Стандардна пазарна економија, прав капитализам. Си купувате политичари, се разбираме. Еви прост пример. Ако имате доволно пари, вашето лоби ќе плати доволно политичари и вие можете да направите геноцид врз 2 милиона луѓе и повеќе, ако не се лажам моментално во Газа. Значи можете секој ден да убивате бебиња, жени, нема проблем. Капитализмот е тука сето тоа да го покрие, ако вие имате доволно пари. Така во Америка, кога имате доволно пари, нема проблем, вашето лоби вика колку деца и жени умреле, дај прати уште една пратка, ќе те замолам од тие поголемата муниција ако може. Значи нели, дај за побрзо да завршиме и дојдевме до ситуација каде што сенатори јавно говорат за фрлање на атомска бомба во Газа, верувале или не. Значи тоа е прав капитализам. Така, значи со доволно пари се е можно, еве ова е можно, кога имате доволно пари, тоа ќе си платите и претседателскиот кандидат ќе победи. Така, и моментално имаме сенатори како Ворен, која што моментално кенка како смее крипто да има толку пари и да вложува во претседатели и во политичари, ете може. Така, значи кога имате доволно пари, се е возможно, па така и во оваа ситуација гледаме како, значи, зашто ви реков јас, со нивен камен по нивна глава, моментално, со буквално нивни инструменти,
ги победуваме нив. Се разбираме, оваа стара бирократија на фосили која што треба да не предводи и која што е одговорна за новата технологија која што доаѓа, ќе биде исчистена на овој начин. Со тоа што имате големи имиња како Coinbase, како Gemini, тоа се енормни ентитети од глобален аспект, така, значи они не тргуваат само во Америка, посебно Gemini, он тргува на секаде, Gemini е матично од Австралија. А овдека гледаме огромни суми на пари кои што ги вложува во криптополитичари. Ова нема да биде само за Трамп, ова ќе биде за многу други, се разбираме. Но кога вие можете да окупите овој човек да биде про крипто, значи не заборавајте, ова е купување. Ова е стандардна капиталистичка економија, каде што вие си плаќате и он треба после тоа да одработи за вас со тоа што што треба да одработи. Значи се си е јасно, погледнете. I will also stop Joe Biden's crusade to crush crypto. We're going to stop it. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. Ете така. Значи, гледате како, си плаќате доволно пари, нема проблем. Значи, политичарите сами ќе си дојдат. Сега е една многу интересна работа, затоа што некој ми постави прашање, зошто си про Бајден, зошто не си про Трамп. Наспротив, значи јас и понатаму верувам дека Трамп ќе победи, тука нема муавец, разбираме. Но, краткорочно и долгорочно, со оглед на фактот дека мојата главна цел е да го искористам падот на Западот, посебно на Мурика, зборуваме колапс, тотален колапс еднаков на Вајмарската република, се разбираме. Хиперинфлација, уништување на сите американски бизниси, тоа може да го доведе овој фосил, се разбираме, не овој. Значи, Трамп е бизнисмен, он знае како треба со економијата. Во оваа ситуација Трамп можеби не е најпаметниот на светот, нормално, но ќе помогне економијата да закрепне во Америка. За разлика од тоа овој фосил моментално, се што прави е ја бутка Америка кон овој колапс што е неминовен, но многу побрзо, се разбираме. Значи, само да резимираме зошто постојано зборувам дека Дедо Мраз те молам Бајден. Значи, јас ова сум го зборувал многу пати, сега ќе го сумираме. Бајден за еден мандат успеа да ја забрза дедоларизацијата до левел без преседан, се разбираме. Значи, он успеа да направи најголемите економии во светот како Кина, како економија, како Индија, како Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Иран, да се приближат што повеќе кон соединување и моментално, верувале или не, во октомври, нов платежен систем. Тоа е се Бајден. Неговото буткање на санкции е буквално причината поради која што успеа да го обедини БРИКС, да го забрза проширувањето на овој сојуз, да го изгуби петродоларот и моментално да направи на многу брз временски период доларот да го изгуби своето место како светска платежна валута. Не можете да го имате доколку го користите како оружје. Гледате, светот се освестува и почнува да се оддалечува од ова оружје кое што Америка го користи за сите да мора да слушаат, се разбираме. Значи прашање на време беше, а овој фосил направи тоа да се забрза енормно. Така да ако треба да споредам, Трамп е одличен за нас на краток рок. Зошто? Затоа што ќе помогне да престане овој погром кој што го прават на крипто, посебно во Америка, она што го зборувавме, кој што се нарекува Chokepoint 2.0, значи ова не е некоја мистерија. Ние на нашиот канал го обработивме уште во 2023 година, после колапсот на двете големи криптобанки, тоа е Silvergate и Signature Bank. Така да погледнете ова видео, кај што детално објаснуваме што направи геријатрија Џо, кое што Трамп ќе го поништи. Дополнително гледаме дека Трамп се обидува да привлече што повеќе крипто бизнис. На краток рок Трамп е одличен за нас, но на долг рок Бајден е правото решение. Зошто? Колапс на Мурика и колапс на светската резервна валута е моментот кој што ние го чекаме, се разбираме. Значи ние видовме што три банки колабирани во Америка предизвикаа на доларот, а дополнително позитивно, значи го напумпаа биткоин. Значи ако може тоа на толку краток рок за еден месец да направите толку голем пат на доларот, а толку голем скок на биткоин, сега со биткоин спот ETF и со оваа распространетост низ целиот свет, гледаме дека има во Австралија, во Хонг Конг, се спрема во Сингапур, Канада поседува. Значи замислете
колку голем капитал ќе излезе од доларот и ќе влезе во криптосферата. Макар и да е само дел, можеби поголемиот дел ќе оди во злато. Така да споредбено, на краток рок Трамп е одличен, но Трамп ќе го забави колапсот на доларот, се разбираме. Трамп ќе го забави напредокот на БРИКС. Трамп знае што прави, дечкото се уште има мозок и го користи очигледно. Ова геријатрија Ботов, кој што не е присутен, значи он е АФК одамна, се разбирам, дечко е away from keyboard веќе 3-4 години. Идејата е дека одличен е, се разбирам, значи вака ќе дојдеме до овој колапс многу побрзо и многу побрзо ќе добиеме глобална дотација, се разбираме. Значи ги заменувам краткорочните позитивни ствари со долгорочни. Ние во секој случај победуваме, се разбираме. Дали ќе дојде Трамп и ќе направи глобална дотација поради тоа што Америка ќе почне да бутка, ќе почне да привлекува што повеќе мајнери, што повеќе проекти, или обратно, каде што Бајден ќе остане и ќе направи во наредниве 4 години БРИКС да стане 90 земји, се разбираме. Било која од овие нас е одлично, затоа што или долгорочно Бајден ќе го направи тоа што го прави, нормално, ќе добиеме целосен колапс на долар системот, ќе добиеме детронизирање на доларот како глобална валута, што нас не одговара, тоа голем дел од капиталот ќе се влие во крипто, или пак обратно, каде што на краток рок, нели, Трамп ќе направи крипто да биде крајно популарно. Не заборавајте, имаат две дебати, од кои ако не се лажем, една во јули, една во септември, каде што верувам дека крипто ќе биде главна тематика на која што ќе се зборува. Така. Значи, уште еднаш ќе напоменам, според мене, Бајден е долгорочно многу попозитивна за нас, зборувам, одлука на американскиот народ. Се надевам дека се ретардирани доволно да го реизберат, се надевам. Значи, што треба нека направат? Нема проблем. Уште 4 години, пак ќе кажам, Дедо Мраз, жити мајка, значи 4 години и да не го убиваш, значи да си ги истера 4 цели, и Америка после тоа верувам дека ќе биде сама против 100 земји од БРИКС со нов платежен систем што од нас ни одговара крајно. Значи, таква нестабилност за ово што ние го поседуваме е клучна. Злато расте во нестабилност, злато расте во војна, злато расте во немири, во поделба на светот, каде што не знаете кој ќе победи. Моментално имаме втора опција која што се нарекува биткоин, која што е дигитално злато, заедно останатите криптовалути, која што јас верувам дека е многу добро решение за овој нестабилен период. Но останува да видим. Тоа се моите проекции, тоа се моите очекувања. Иако сите знаеме дека Трамп ќе победи, не може да победи геријатрија Џо, значи пак ќе кажам, дечкото е АФК одамна. Така да не. Во секој случај win-win. Само кое е позитивно, кое е повеќе позитивно. Сега, нема да зборувам многу за биткоин, затоа што тоа ќе биде обработено на следното видео, кое што е биткоин и економски вести, но само на кратко, значи официјално овој четврток започна со работа првиот биткоин спот ETF во Австралија. Гледаме, значи, ако се сеќавате, пред само 2 месеци зборувавме дека Австралија, Сингапур, Јужна Кореја се следни кои што одвај чекаат да направат свој биткоин спот ETF, Австралија веќе го направи. Дали беше ни месец и пол, така нешто од кога последен пат го спомнавме ова, официјално Ванек има свој спот биткоин ETF во Австралија. Што ова значи за нас? Се повеќе земји имаат пристап до биткоин. Се разбираме, зборуваме институциите на овие земји, не секојдневните луѓе. Што значи? Се повеќе извори, во оваа ситуација не се извори, обратно е, значи се повеќе места од кои што се црпи биткоин од она што е достапно на пазар. Се разбираме? Што значи дека се повеќе и повеќе институции имаат пристап до биткоин. Колку повеќе институции имаат пристап до биткоин, толку повеќе се намалува неговата количина на пазарот. Колку е помала неговата количина на пазарот, доаѓаме во ситуација, толку повеќе доаѓаме во ситуација каде што ова мала количина на биткоин која што е останата помалку од 2 милиони биткоини на пазарот, а погледнете колку голем расположлив капитал се обидува да ја зграби. Се разбираме? Колку е нешто поретко, толку повеќе вреди на пазарот кога има потреба, кога има побарувачка. Значи ова е оприлика сумирано колку биткоин има останато и колку капитал сака да го инвестира. Се разбираме, да инвестира во биткоин. Така да ова е чисто да имате представа што не очекува во оваа ситуација. Сега, пак ќе кажам, значи повеќе за биткоин спот ETF во видеото кога ќе разговараме за биткоин и вести. Потенцијално ќе биде утре, не можам да ви ветам затоа што имам некои часеви за оваа долгорочна виза овде, така да не можам да ви ветам. Ако не е утре ќе го добиете во понеделник сигурно, затоа што утре треба да снимаме и видеото со Никола. Сега, многу битна вест, значи крајно битна вест. СЕК прво, значи не само што го промени својот
своето мислење за Етериум, каде што нели официјално се каже дека има постапка против Етериум, се прават пробови, се обидува да се најде нели причини дека Етериум представува хартија од вредност. Гери Гангстер, нели грозниот излези и кажа дека Етериум потенцијално ќе биде хартија од вредност после нели мрџот, после промената од Proof of Work во Proof of Stake. Прва и најбитна работа која што не ја спомнав овдека, не е ни толку битна, но е генерално битна за да ја знаете. Значи, главниот тип кој што беше задолжен за гонење на компании во крипто секторот, беше задолжен за Terraform, беше задолжен за Ripple и за многу други вакви случаи, и во оваа ситуација беше задолжен за Ethereum, си даде отказ. Значи, човекот кој што бе заложен буквално за Choke Point 2.0, си даде отказ од SEC. Не е ли битно сега толку многу да го спомнуваме тоа, но е една од причините поради кои што SEC моментално попушти и кажа Ethereum официјално го рачунаме како ресурс, а не како хартија од вредност. Зошто е ова битно? Прво, стравот дека потенцијално Ethereum фондацијата на чело со Виталик ќе добие тужба од SEC заврши. Второ, според мене, јас верувам дека не само Ethereum, туку сите блокчейн апликации на Ethereum, без разлика дали е тоа првенствено нормално Uniswap, или пак е тоа Metamask, или пак се други кои што се уште нема почната тужба, но имаат добиено Wealth Notice. Значи, официјално јас верувам дека нема причина да добијат тужба. Се разбираме? Сега останува да видиме, тоа е моје мислење, јас очекувам дека нема да добијат тужба, затоа што ако вие Ethereum сте кажале дека е ресурс, тогаш и сето она што се гради на Ethereum официјално нема логика да биде хартија од вредност, така? Останува да видиме, но за сега тоа се моите очекувања, ова е многу битно за целиот bull market, за целиот крипто свет, затоа што ако имаше потенцијално тужба против Ethereum, тоа ќе беше крајно негативно за целиот крипто пазар. Верувам дека ќе имавме уште еден пат нормално за кој што јас бев свремен, за кој што разговаравме, но како и да е, ова е позитивно, енормно позитивно за нас. Дополнително да не забораваме, а тоа е втората вест, дека Ерик Балхунас, кој што е оној нели стручњак за Exchange Traded Funds на Bloomberg, кој што го следиме заедно со вториот Сейфард, значи моментално потврдува дека он очекува да почне со работа Ethereum Spot ETF во Америка, и тоа не е еден, туку сите 8 кои што беа одобрени, од 2 јули, потенцијално 3 јули, затоа што 2 јули е она нивниот празник на независност од Мала Британија. Како и да е, значи, зошто е ово очекување? Затоа што вели моментално гледа активна работа помеѓу SEC и апликантите во однос на овој S1 кој што треба да биде одобрен форм, со тоа што ова се 8 апликанти: BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, 21 Shares, Invesco, Galaxy, Franklin Templeton, Vanek. Истата банда, што значи голема шанса има потенцијално да видиме за многу брзо, значи тоа е за 10 дена од сега, Ethereum Spot ETF, што потенцијално, гледајќи од тоа каков ефект имаше Bitcoin Spot ETF, веќе разговаравме што може да се случи, погледнете го видеото наназад, кога разговаравме само за Ethereum Spot ETF, уште еднаш ќе напоменам, можно е да имаме одлив, затоа што во исто време како што Bitcoin имаше одлив, поради тоа што имавме LGBTC фонд, така тоа е на Grayscale фондот, Grayscale исто така има и Ethereum фонд, кој што моментално е во surplus, оние кои што купуваа по попуст, сега се во профит, голема веројатност дека ќе имаме одлив на овој капитал исто така, но тоа не го менува фактот дека долгорочно Ethereum Spot ETF е крајно позитивно, дури многу попозитивно од Bitcoin. Зошто го рековме тоа? Затоа што ќе доведе до следните алткоини да имаат свој Spot ETF. Прашање на време. И тоа многу брзо. Погледнете, сега следната вест е Solana добива свој Exchange Traded Fund во Канада. Иако е во Канада, да не забораваме дека првиот Spot ETF на Bitcoin е во Канада. Така, Ethereum има свој Spot ETF во Канада веќе долго време. И сега моментално се спремаат, но за тоа малку подоцна. Само сакам да кажам дека тоа е една од големите позитивни ствари кои што ги добивме со Ethereum Spot ETF, дека другите алткоини е само прашање на време кога ќе добијат свој Spot ETF. И како за се останато, овие финансиски стручњаци од централизираните финансии беа грешка за се до сега. Прво беа грешка за тоа колку ќе бидат inflows во Bitcoin, добивме крајно позитивен резултат, така, оние очекуваа многу помалку. Второ беа грешка за тоа што многу од овие мајмуни зборуваат дека Ethereum Spot ETF никогаш нема да се случи. Но што се случува кога Larry Fink ќе се јави
и ќе му каже на Гери Гангстер, слушај, утре е крај, значи завршуваме и со тужби и со се ете, тоа е. Значи верувајте ми, тоа е. Ваков тип на корпорации кои што се глобални не трпат некои малецки типчиња како Гери Гангстер да ги држи заложници. Значи мислите дека ова е случајно што се случува? Не. Сето ова се забрза од моментот кога играчи како BlackRock, Fidelity и Invesco влегува во овој фонд. Се разбираме? Значи пред да влезат ова беше само мит. Јас постојано ви кажувам, големите играчи во светот се оние кои што ќе го забрзаат ова. На негативна, но и на позитивна конотација за нас. Значи ова ќе донесе глобална адаптација, јас разбирам дека ова е негативно затоа што го презема пазарот, но тоа е реалноста. Ако сакате глобална адаптација, ова е начинот. И моментално го гледаме тоа, се разбираме. Значи го гледаме буквално со брзината на светлината. Пак ќе кажам, јас сум убеден дека Лери Финк е причината за сето ова што се случува. Ако не е Лери Финк, тогаш се Лери Финк, CEO на Fidelity и Invesco заедно, како прва, трета и пета најголема корпорација во светот. Со тоа што и Гери Гангстер самиот на последното, значи бил повикан, значи јас не го гледав ово отворено, бил повикан на комисија значи за економски прашања, каде што ова е сега пред само неколку дена, бил прашан дали ќе биде одобрен Ethereum Spot ETF, зборуваме сега во која временска рамка, истиот потврдува дека до крајот на летото, според тоа што овдека го гледаме од самиот Гери Гангстер, тоа е практично самиот крај на септември. Сега, нормално, ова е надградено од самиот Балхунац, кој што од претходното искуство гледа како функционираат овие постапки и во однос на тоа каде се наоѓаат и колку пати биле повикани апликантите и како моментално се движи обновата на овие S7 образци, тврди дека истиот може да започне и до 2 јули. Дури и тоа да не е вистина, значи и да биде септември за нас одлично, зошто? Септември што друго очекуваме ако се сеќавате? Првиот rate cut. Замислете каков ефект ќе има на пазарот, потенцијално одобрување на 8 Ethereum Spot ETFs во истиот месец кога потенцијално ќе добиеме прв rate cut на пазарот после 2,5 години. Само замислете, нормално ова долгорочно е крајно позитивно, но ова се работи за кои што мораме да бидеме припремени. Оно што ви го покажав денеска со оној пост, значи ја знаете дека многу ретко постирам други канали и нивни видеа, но тоа го направи за да видите дека американските канали не се назад, они се ултра назад. Значи ние Bankrun 2.0 го работевме пред 4 месеци, а го следиме од март 2023 година. Типката со 337.000 сабскрајбери, сега тоа го открива и сега го споделува со останатите нејзини сабскрајбери. Така да чисто имајте во предвид колку сме напред пред овие фосили од западот и колку повеќе ја разбираме економијата. Повторно, не е ова за фалење, ова е затоа што е позитивно за нас, се разбираме. Значи мораме да бидеме 3 чекори пред останатите, посебно големите играчи, ако сакаме да бидеме профитабилни. Тоа треба да ни биде главната работа кога инвестираме. Што треба да направиме пред големите играчи да влезат во тој пазар, се разбираме. Значи тоа е целта на овој канал. Тоа се обидувам да ја научам. Повторно, не е за фалење, туку го гледате веќе. Значи дали е тоа Трамп ќе биде, тоест извинувам, ќе имаме следен крипто председател. Дали е тоа дека очекуваме Bankrun 2.0, дали е тоа дека кризата помеѓу Израел и Иран ќе доведе пад на цените, тоест скок на цените на нафтата. Сето тоа ние го анализираме уште пред да се случи, да знаеме како да се поставиме. Исто и во оваа ситуација. Ethereum Spot ETF и rate cuts во ист месец ќе биде бомбастично за целиот криптопазар, но останува да видиме како се тоа ќе се развија. Значи ова се само проекции, ова е така речено планирање на тоа што правиме на пазарот во однос на веројатноста нешто да се случи или не. Така да во оваа ситуација ова е крајно позитивно. Значи веќе не е прашање на дали, тоа одамна веќе не е прашање, туку прашање на кога. Сега, крајно позитивно. Значи, иако знаете дека и повторно запишувам ово дека Solana, значи овој проект е крајно Solana по прилепски. Така, зошто го велам ова? Значи сега ќе ви го покажам уште еднаш. Значи гледате дека јас не го променив своето мислење, јас не ви кажувам да не инвестирате ни по точка разно. Исто така бев обвинен дека наводно сум ви кажал да не инвестирате во Solana, вие не сте инвестирали и секој од вас пропустил профит. Значи ако се сеќавате, јас на секое видео ви кажувам дека сами одлучувате во што ќе инвестирате. Се разбираме? Ако е така, јас ви кажав да не инвестирате во Dog with Hat, те пропуштиле профит. Тоа е реалноста, но јас не ви кажувам што да правите, јас ви кажувам што јас правам и зошто го правам тоа. Моите докази и предпоставки и анализи се секогаш базирани на податоци. Така и во оваа ситуација.
прво, крајно позитивно. Ако мене ме прашуват, јас се надевам дека Solana ќе добие свој ETP, како што се нарекува ETF во Канада, значи компанија наречена 3iQ Corporation моментално спрема Solana ETF, ќе го наречеме за да не ве збунам, во Канада, што е крајно одлично. Значи тоа е одлично, ако мене јас се надевам дека ќе го добијат и се надевам дека сите оние кои што купиле се крајно во профит. На крајот од денот мене ме занима македонскиот народ да биде во профит. Тоа е крајната цел на каналот. Без разлика дали од меме коини, дали од ваков тип на шит коини, идејата е македонскиот народ да биде во профит. Но морате да бидете свесни во што инвестирате. Овој профит, ако го правите по среќа, како сте го добили, така ќе го изгубите. Морате да бидете паметни инвеститори, да ги погледнете причините поради кои што инвестирате во проект. Значи, вашата анализа да биде резултатот во профит. Како што кажав, на крајот од денот јас не морам да бидам во право, за вас ја треба да бидам право за мене, се разбираме. Значи треба тоа што сум го анализирал да вроди со плод за мене, иначе која е поентата на сето ова што го правим. Сега, ова е одлично. Мене ако ме прашувате, ова е буквално прво резултат на Ethereum Spot ETF. Ако се сеќавате, значи ова ние го кажавме веќе месеци назад, што рековме. Значи имаме видео во кое што зборуваме уште кога започнаа да зборуваат за Ethereum, за Bitcoin Spot ETF, каде што пишавме што е следно. Погледнете месеци назад, ќе го најдам видеото, ќе го постирам ако треба. Bitcoin Spot ETF, очекуваме Ethereum Spot ETF и што е следно рековме? Altcoin Spot ETF, со тоа што оние алткоини кои што ќе добијат свој Spot ETF автоматски добиваат печат на одобрување од институциите и ќе бидат институционално подкрепени. Ние ова го зборуваме веќе 6 месеци назад, уште кога BlackRock за прв пат влезе и кажа јас аплицирам за Bitcoin Spot ETF. Што тоа моментално доведе? Ethereum одобрен Ethereum Spot ETF, ние нешто што го зборувавме цело време, и сега моментално Solana, без разлика дали е Канада, добива свој прв Exchange Traded Fund. Многу битно, многу. Тоа значи дека патот за алткоините да добијат свој Exchange Traded Fund е отворен. Автоматски ние влегуваме многу порано, значи многу од луѓето велеа наредниот bull market. Еве, не е наредниот bull market. Само уште немаме ни одобрен Ethereum Spot ETF, ние добиваме Solana ETP. Макар и Solana да биде следниот, мене воопште нема и проблем. Јас немам никакви предрасуди за тоа дали ќе биде Solana прв или XRP. Ова не се фудбалски тимови луѓе. Значи треба да разбереме, ова се проекти во кои што инвестираме, ова е технологија која што може крајно позитивно да се одрази на нашите портфолија. Гледајте ја така. Немам причина јас да кажам леле изгуби со Solana, управо бевте, нема потреба. Значи на крајот од денот сите овие проекти одат во плюс. Разликата е кој колку плюс ќе добие, се разбираме. Сега, она што го кажав дека е крајно негативно, поради кој што и понатаму нема да инвестирам во Solana. Погледнете. Значи ова е пред само неколку дена, само да видам точно кога беше објавено. 21 јуни, се извинувам, денеска е. Вели, трансакциите на Solana експлодираа. Лудила. Значи имаме најголема бројка на трансакции во Solana. 91 милиона, ако не се лажам, само да најдам каде беа. Значи, пазите, 40 милиони трансакции на дневно ниво уште во почетокот на јуни. Одлично, лудило. Еве, погледнете, на вистина така е. Еве, во ред. Да видиме од каде потекнува ова и што е ова. Вели, само да видиме каде беше насловот. Беше на следната, се извинувам. Погледнете од каде потекнува се тоа, погледнете. Значи ова е од 22 мај. Погледнете од каде потекнуваат овие трансакции. Solana вика 91 милион дневни трансакции моментално го преминува Ethereum. The new meme coin driving Solana's transaction search. Значи ако вие имате меме коини кои што ги пумпаат трансакциите на Solana, тоа не се ефективни трансакции, тоа се дечиња кои што тргуваат с ликичиња. Се разбираме? Значи, пак ќе ви кажам, истата ситуација ние имавме на Ethereum во претходниот bull market, но претходниот bull market немаше ваков ефтин блокчейн кој што ова може да го возможи. Сега нормално дека е поедноставно да тргувате меме коини на Solana, кој што има многу ефтина трансакција, наспроти тоа да го правите на Ethereum. Се сеќавате на Ethereum колку скокна трансакциите поради меме коините. Истото моментално го гледаме на Solana. Ништо различно од веќе виденото. Со тоа што покрај фактот дека главниот дел од трансакциите се базира на дечиња кои што тргуваат меме коини, значи ние и понатаму официјално, погледнете, официјално имаме 34% од трансакциите на дневна база
кои што не се успешни. И тоа не е ова сега, погледнете, значи ние до крајот на мај имавме 59. Значи вие имате повеќе од половина од трансакциите на Solana се неуспешни. Каков е овој блокчейн, кажете? Дали е ова блокчейн? Ова е играчка за деца. Пак ќе ве прашам. Како ќе објаснам, че ова го поставив претходниот пат, ќе го поставам повторно. Да, во ред, гледам дека институциите се крајно забрзани, ова е многу брз блокчейн, лутила. Многу брз блокчейн на кој што имате 50-50 шансата санкцијата да ви помине или не. Како вие ќе објасните? Еве, пак ќе речам, значи вие сте најобична продавница. Продавница која што работи на Solana блокчейн, затоа што вие имате договор со Visa, а Visa моментално соработува со Solana, и Visa одлучува дека Solana ќе биде задолжена за трансакциите во вашата продавница. Што правиме кога продавачов, значи 15 пати ја мине трансакција и само 5 пати поминува? Што правиме тогаш? Како вие ќе објасните дека едноставно трансакциите не поминуваат? И вие се јавувате во Visa и им викате: "Доро, вие што е работа? Како може само половина или помалку од половина од трансакциите денеска да поминат?" Значи, човеков чека на каса и ние 15 пати правиме со картичка, се сеќавате на рекламата на Алго. Катастрофа! Како ќе го објасните ова на сериозни играчи? Значи, како ќе објасните на банка дека ако работи на Solana, моментално 30% од трансакциите ќе бидат одбиени? Како ќе го објасните тоа? И пак ќе кажа, Джо, не е сериозен проект, ова е срање. Вие не може да пуштите ваков проект со волку голем пропуст и да се надевате дека секи биде како што треба. Значи, ќе го поправиме попат. Значи, каков е тој продукт? Тоа е ви продавам кола, ама има 30% шанса дека тркала ќе испадне. Ама ако се случи, ќе го поправиме кога ќе се случи. Не знам како да ви објаснам. Значи, пак еве, моите истражувања водат до тоа дека ова е нефункционален блокчейн. Без разлика колку деца тргуваат на него, се разбираме. Значи, мене не ме интересира. Пак ќе речем, деца направија милиони во Dogwit Head. Јас нема да купам Dogwit Head, затоа што на крајот од денот јас ова портфолио мене ми е сериозно. Јас зависам од неговиот успех. Веројатноста на успехот на моето портфолио ја базирам на она што го истражувам. Така да ни по точка разно нема да се дозволам вакво карикирање со проекти како Solana. Значи, останува на вас. Еве, јас и понатаму, значи, официјално ви покажувам секој дневна статистика. Катастрофа. Но, нели, вие си одлучувате за себе, јас и понатаму нема да инвестирам без разлика колку е, нели, овој добар. Сега, ако е толку добар овој блокчейн, кога станува збор за Real World Asset токенизација, сакам да ви го покажам ова. Значи, мурикански обврзници, гледаме повеќе од 3/4 од вкупните токенизирани мурикански обврзници се на Ethereum, имаме некои добри, да речем, не знам, 20% во Stellar, потоа имаме следно во Mental и последно во Solana. Значи, Solana има минимален дел. Ако ова било сериозен блокчейн, тогаш Solana ќе имаше најголем дел, затоа што има најевтини трансакции, така? Зошто и понатаму токенизирањето на обврзници го направија на Ethereum? Зошто и понатаму BlackRock останува со Ethereum? Franklin Templeton останува со Ethereum. Зошто? Стейблкоини. Истата ситуација. Значи, ова се веќе сериозни проекти, токенизирање на секојдневни капитални добра. Така, погледнете овдека. Ethereum има повеќе од половина. 30% има од Tron, потоа имаме Binance со, не знам, 5 вајда, Solana има, колку има? 2. Се разбираме? Значи, само 2% од вкупната количина на стейблкоини се наоѓа на Solana. Ако е толку многу тргуван, ако е толку многу потребен, ако е толку многу добар, зошто само 2% од вкупната количина на стейблкоини се наоѓа на Solana? Еве, вие одлучете сами, така. И тоа ова се само две категории од Real World Asset токенизација. Не сме ни дошле до сериозни како securities, real estate и така натаму. Како и да е, уште еднаш ќе кажам, значи ова се моите претпоставки кои што не се промениле. Значи, погледнете го видеото кое што го објавивме баш заради ова. Значи, многу е битно кога инвестираме и остануваме во одреден проект, дали основните работи кои што сме ги кажале и сме ги истражале за овој проект и понатаму се активни. Ако се, тогаш остануваме на истите претпоставки и не го променуваме сопственото портфолио. Она што веќе го кажавме во видеото порано денес. Но како и да е, доволно за Solana, сега продолжуваме за Real World Asset токенизација. Погледнете го ова. Coinbase моментално преку соработка со компанија која што се нарекува Bricken, ова е нивната платформа, која што работи на токенизација, верувале или не, на европска земја со тоа што погледате. Значи, токенизација на real estate, токенизација на intellectual property, токенизација на commodities,
во оваа ситуација ресурси и така натаму. Значи многу битни фактори овде кога сега зборуваме. Real estate уште не го немаме на RVA, така на овој следач. Значи се уште не е овде, така. Во исто време имате ситуација каде што имате токенизација на интелектуална сопственост, многу битно. Значи патентите ќе бидат токенизирани. И токенизација на комодити, кој што веќе го имаме како, иако ова е само злато претежно, но што е овдека сега најбитно? Многу битен е фактот дека Coinbase, поради тоа што е свесен дека моментално Мика ќе направи целосно регулирање на европскиот пазар, моментално влегува преку соработка со оваа платформа, така наречена Bricken, со цел да биде дел од Sandbox. Sandbox е, така речено, тест фаза во која што на одредени компании им се дозволува да прават токенизирање, за да се види прво како ќе функционира и второ како ќе биде регулирано. Coinbase се спрема за влез во европскиот пазар. Сите се заинтересирани за RWA, односно Мика не го регулира Real World Asset токенизација освен стейблкоини. Но стейблкоини не е само една категорија, имаме многу категории кои што треба да бидат регулирани. Што ни кажува ово? Ни кажува дека големите играчи како Coinbase се крајно заинтересирани да бидат што прораспространети глобално кога станува збор за Real World Asset токенизација, а погледајте го за вчерашното видео за Real World Asset токенизација како категорија. Ова е категорија која што ќе има многу голем дел од пазарот. И моментално ние се наоѓаме со шанса да бидеме пред останатите. Веќе зборувавме, погледнете го тоа видео пред 2 дена. Значи, јас верувам дека ова е уште еден показател дека големите играчи се крајно заинтересирани за ова што моментално ќе се случи, а тоа е Real World Asset токенизација од глобални размери. Тоа е следната најголема категорија паралелно со децентрализирана физичка инфраструктура и AI, но многу поголем интерес има за RWA, затоа што е капитал кој што мора да биде променет во дигитална верзија за да можеме да преминеме на следното скалило кое што е блокчейн технологија. Без Real World Asset токенизација не можеме да стигнеме таму. XRP официјално, ова веќе го спомнавме, но сакам да го повторам, значи доколку SEC имаше шанса било каква во овој случај, немаше да си дозволи од бараната казна од 2 милиарди да се сидне на 102 милиони. Како што веќе кажав, значи доаѓаме во ситуација каде што единствено што останува е да се утврди казната на XRP, тоест на Ripple. Значи се што треба моментално да се случи е конечно да се утврди казната на Ripple и да завршиме со овој случај. Но мистер Бернс, Гери Гангстер, како сакате, значи грозниот, и понатаму продолжува со глупости, уште еднаш ќе напоменам, сега да го влекува колку што може повеќе. Една битна работа, значи овдека е потврдено уште еднаш во овој артикл, дека не може, значи само да ви го покажам, да ја обжали оваа summary judgment која што е веќе направена од Торес, каде што се одлучи дека на второстепени пазари токените не представуваат хартија од вредност, кое што е многу битно за XRP, но и за останатите токени. Сега, овдека се уште не ми е јасно ни мене, затоа што јас не сум голем познавач на американско право, ни па сакам да бидам. Значи, според исказите на адвокатите, значи нема право да ја обжали. Сега процедурално како тоа изгледа, значи тоа и во Македонија имате вонредни правни лекови, дали може нешто да се случи, останува да видиме. Главниот момент е конечно да се донесе одлука за казната, за да завршиме конечно со овој случај и да се види дали ќе има било каков тип на обжалба, се разбираме, затоа што ако SEC не е задоволен со казната, истиот може ова да го обжали и повторно да го продолжи целиот овој случај. Значи се надевам дека конечно ќе заврши. Јас лично чекам 3 години на овој случај, верувам дека е доволно, аман веќе да продолжиме понатаму. Како што кажав, значи Ripple го чекаат многу работи, меѓу кои CBDC платформа, која што нормално не сакате вие да правите CBDC, Central Bank Digital Currency, со компанија која што е моментално во судски процес. Без разлика дали е во завршна фаза, размислете. Вие сте влада и едно време почнувате да соработувате со компанија која што е во судски процес. Така, нема логика и тоа зборуваме кривично гонета компанија. Така. IPO, кој што рекоа дека нема да го прават додека не биде завршен овој случај. Понатаму, stablecoin, кој што се уште нема точен датум, тоа е RL или Real USD, кој што моментално се очекува да биде лансиран, иако не се знае точно кога, официјално потврдено е дека ќе биде лансиран и на XRP Ledger и на Ethereum. Значи ќе биде достапен и на двата блокчейни, но се уште не се знае точно кога ќе биде лансиран, се знае дека ќе биде оваа година, за жал тоа е се што знаеме за него, но имате многу. Уште еднаш ќе кажам, Ripple е дел од AES 20022,
и така натаму. Значи имате многу работи кои што моментално Ripple го чекаат кога корешно ќе се заврши ова срање од судски процес. Исто така Real World Asset токенизација, како што кажавме, се обидува да најде партнери за тоа да го реализира, но со оглед на фактот дека има голема група на инвеститори, зборувам институционални инвеститори, кои што можат да се заземат како, нели, партнери во сите овие различни сфери во кои што Ripple постои, тоа е одлично. Но уште еднаш ќе напоменам, никој не сака да започне соработка со компанија која што моментално е во судски процес или пак ретки се тие кои што сакаат тоа да го направат. Тука е најголемиот проблем, верувам дека кога конечно ќе заврши ова, конечно Ripple ќе си ја завземе својата позиција на глобалната сцена. Следна битна вест доаѓа од ADA. Значи, ако се сеќавате, ние веќе спомнавме, официјално се спремаме за интеграција на Chain Hard Fork-от. Значи, Chain Hard Fork во оваа ситуација го носи Cardano од претходната ера Basho до Voltaire. Basho ерата официјално ја започнавме и на некој начин ја ескалиравме со Mithril и Hydra. Имаме посебни видеа, погледнете ги, тоа беше посебен тип на блокчейн надградба на Cardano, со кој што истиот направи да може да биде многу по-scalable, значи да има многу повеќе апликации, и истиот да може да го издржи, така речено, разградувањето на системот да биде што поголем. Додека Voltaire е најбитната во оваа ситуација ера, а тоа е децентрализација. Chain Hard Fork моментално ги припрема двете главни институции кои што треба да превземат кога конечно Emurgo и нели сите овие фондацијата на Cardano ќе се откажат од водење на овој блокчейн. Идејата е преку Chain Hard Fork и воведувањето на Voltaire ерата заедницата да го превземе овој проект. Тоа е едно од најбитните работи, ако мене ме прашувате, зашто Cardano и понатаму е на второ место во моето портфолио. Децентрализираноста на овој проект ни нуди заштита како ништо повеќе. Се разбираме? Значи имате право на глас, ќе има соодветни демократски избрани, ова треба да биде демократски избрани органи, Committee and the Cardano Confederation of Emerging Economies. Constitutional Committee, значи ова се два основни органи кои што ќе имаат ротациона структура и постојано ќе имаме нови члени кои што ќе бидат на чело на овие да речем два органи, со тоа што значи најбитниот дел од целото ова е дека Emurgo и нормално IOHK се сериозни, значи 90 дена откако Chain Hard Fork ќе биде реализиран на Cardano блокчейнот, 680 милиони, значи ова е моментално трежерито на Cardano, ќе биде предадено на овие органи за да одлучуваат што ќе се прави со него. Со тоа што многу битен фактор е дека овие 680 милиони не се во стейблкоини, не се во биткоин, не се во етериум, туку се во Cardano токени. Тоа е трежерито кое што треба понатаму да помогне за надградување на Cardano блокчейнот, за да речем финансирање нови апликации и сето тоа ќе биде правено од заедницата. Што значи дека ова е првиот ваков проект кој што целосно ја предава целата улога која што ја има во овој блокчейн на заедницата. Ефективно најдецентрализираниот проект на светот. И затоа и понатаму Cardano станува топ пик за мене, затоа што ова што го гледаме еден од најактивните блокчейни во светот, постојано има највеќе нели како што кажавме скрипти на GitHub, значи многу работи водат до тоа дека има голем потенцијал на долг рок. Мене не ме интересира краток рок, мене не ме интересира Dog with Head ќе направи 3000%, мене ме интересира што ќе го владее светот. Што ќе биде следната инфраструктура на економија, на технологија, на се во светот. Cardano има голема шанса тоа да биде. Повторно, ако не го гледате тоа е ваш проблем. Јас не можам да ви кажам што да правите со вашите пари. Јас, според мене, ова е одлуката која што ја правам во моето портфолио и понатаму останувам со истата одлука затоа што не се промениле основните работи поради кои што сум го избрал овој проект. Следен битно случување, Polkadot, еден од најголемите, четврто место на нашиот четврто или пето, постојано се менуваат затоа што имате падови и растови. Значи имаме многу интересен предлог на Polkadot, а тоа е RFC-0092, што уствари го намалува unstaking периодот од 28 дена на 2 дена. Ова е одлично за сите оние кои што прават стейкинг на Polkadot и нормално на овој начин вие можете многу повеќе да ги планирате овие средства, затоа што ако направите unstake 28 дена,
вие треба со тепате од чекање за да практично ги имате овие токени на вашиот wallet, затоа и моите Polkadot токени не се ставени на стейк. Они моментално стојат на hard wallet, но не се ставени на стейк баш поради овој период затоа што не знаеме кога ќе ни бидат потребни. Сега, друга битна работа. Значи ова е одлично, иако се уште се дебатира, значи ова моментално е на практично на DAO-то на Polkadot, се уште се дебатира за ова, уште не е гласано, верувам дека ќе биде изгласано, кој не би сакал 2 дена. Че да бидеме реални, така. Ова е одлично, долгорочно, затоа што 28 дена вас ви дава период во кој што ако нешто се случува негативно, имате време да реагирате ако вашите токени не се заклучени, се разбираме. Значи имате време да испаднете од пазарот. Оние кои се заклучени нека му мислате про ситуацијата. Значи секој кој што има токени, посебно кој што се по стейк, сигурно ќе сака ова да се намали на 2 дена, што е и крајно економично, се разбираме. Но каде е овдека проблемот? Јас не сакам да ги делегирам моите токени, јас сакам да ги стейкам директно. Овде ќе имаме еден мал проблем. 14 јуни 2024 година. Доколку сте приметиле на Ledger, имате потреба да имате вкупно 254 DOT за да можете да стейкате. Во ред, јас имам, но не многу луѓе имаат, се разбираме. 254 DOT не се мала сума на пари. Значи вие треба да имате минимум 254 DOT, тоа е нешто што постојано се менува за разлика на конгестијата и нели потребата на самиот блокчейн, значи е премногу голема сума на DOT која што ви е потребна за да може директно да стейкате. Јас не сакам да ги дадам моите токени под друг, јас сакам директно да ги стейкам. И повторно, не ги стейкам до сега поради овој голем период. Ако ова се промени на 2 дена, верувајте ми, веднаш ќе влезат по стейк. Мене моментално стейкот не ми значи премногу, 10%, повеќе ми значи да бидам мобилен на пазарот, да можам да ракувам со своите коини и токени. Како и да е, ова е одлично, ако го направат тогаш моите токени веднаш одат на стейк, поради тоа што ќе има премногу мал период за unstaking. Тоа е одлично. BNB прави свој hard fork, а тоа е Heber, hard fork, како и да се нарекува. Тоа е предлогот BEP336, со кој што ги интегрира Blob како технологија од Ethereum на BNB и ги поевтинува повторно. Значи, истата ситуација, како што го имавме интегрирањето со хардфоркот на Ethereum 4844, односно започнувањето на Dank Sharding, истото моментално го прави BNB, ја презема оваа технологија и ги поевтинува второстепените, значи овдека повторно станува збор за Layer 2 солуции, 90% од транзакциите на блокчейнот. Зборуваме на Binance блокчейнот, BNB. Значи ова е одлично, но повторно јас овдека не сум бил некоја голема активност на, дури не ни знам проекти кои што се Layer 2 на BNB, да бидеме реални, но ова како интеграција е доста добро, затоа што ако до сега се тргувало главно на BNB, сега имате голема причина ова да го правите на Layer 2 солуции. Така, че ова е одлично ако мене прашувате, сега ова е повеќе за луѓе кои што го користат активно BNB. Јас искрено не сум голем инвеститор, ви кажав, и нешто малку колку што поседував само заради тоа што работам на Binance постојано. Многу битна тема која што верувам дека сите ви интересира, а тоа е Artificial Super Intelligence Alliance, ASI токенот. Значи, што моментално знаеме, ќе објавиме се веднаш. Со тоа што имаше некој недоразбирање, гледам некои луѓе го сватија тоа дека ќе бидат дека ќе бидат отстранети овие токени од Binance, како негативно, не. Значи, ова е само во склоп на соработката на Binance со овие три токени за нивното вклопување, за нивното, како да кажам, мерч, значи тоа што ќе станат еден токен. Значи, да објасниме некои работи. Се тоа беше одложено, ова е официјално од самата ASI Alliance, ова е објавено на AGIX практично како пост, каде што објаснува дека поради потребите од техничко, сето ова да биде средено, технички да биде како што треба подкрепено, да нема проблеми, значи е одложено од 15 јуни до 15 јули. Значи 15 јули се очекува ова да биде целосно завршено, со тоа што ќе биде во две фази. Првата фаза започнува на 1 јули, затоа и на 1 јули Binance моментално прави делист на AGIX, на Ocean и на FED. Значи на 1 јули официјално ќе биде прво пратено барање до сите практично големи следачки компании како CoinGecko, CoinPaprika, CoinMarketCap и така натаму да го воведат ASI токенот. Официјално од 5 јули веќе ќе започне на некој начин оној wind down период во кој што овие токени ќе престанат да тргуваат и ќе бидат морфнати, ќе бидат така речено ставени во ASI токенот, кој што е практично
во исто време ќе биде еднаков на FED, цената на токенот. И понатаму останува истите exchange rates, што значи дека исто ќе биде како што беше најавено во март, разликата помеѓу тоа колку AGX токени ќе треба да дадете за еден ASI токен. Значи тоа не се променува, со тоа што гледаме дека истото го потврдува и Binance, она што вие го зборувавте, да, значи ова е на Binance официјално на 1 јули ќе престане да ги тргува FED, AGX и Ocean, само да ви го покажам тој дел каде беше запишан. А верували или не, ASI токенот ќе биде достапен за тргување од 5 јули, што значи дека 1 јули официјално ќе бидат делиснати. Да, но ова не е негативно, ова не го прават нарочно, ова го прават со цел да не можете да тргувате за да бидат променети во ASI. Со тоа што од 5 јули, иако на 15 јули официјално ќе биде достапен, од 5 јули официјално ќе може да тргувате ASI токенот на Binance, што значи дека автоматски FED ќе биде трансфериран во ASI и неговата цена ќе почне да се тргува уште од 5 јули. Затоа и моментално нема логика да правиме било каков тип на анализи на FED, на Ocean, на AGX, затоа што сето ова ќе заврши до 15 јули, значи Binance автоматски ќе ги префрли вашите токени од едни во други, како што може да видите и сами, и на тој начин вие нема да треба да правите ништо сега повторно. Ако има други инструкции, ќе ги видиме, нормално ќе ви ги споделам. Ова е она што го знам до сега, така да ова е позитивно и конечно се движиме кон крај на оваа приказна. 15 јули ќе имаме еден токен за сите овие три проекти, што значи дека сите наши токени или ќе треба да ги трансферираме ние преку некој портал, нешто ќе видиме, значи официјално ќе објават овие компании, или автоматски сами ќе се трансферираат, практично ќе се претворат во AGX, во ASI или Ocean во ASI или FED во ASI, останува да видиме. Со тоа што гледаме дека има голем интерес, значи имавме 30% jump од моментот кога престанаа да паѓаат токените и гледаме дека се повеќе и повеќе има интерес за ова што ќе се случи. Сега јас не знам како се тоа ќе заврши, уште ќе кажам, значи јас се ризикувам, имам AGX токени, не ги менувам, продолжуваме и понатаму и сум дел од ова затоа што верувам дека има голем потенцијал. Тоа е се што знаеме сега за овие три токени. Е сега многу интересна вест која што ја добив од Гоце Здравевски. И да не заборавиме нашиот вечен помагач Кочишки Иле, кој што исто така многу помага со вести, значи Гоце Здравевски во однос на ICP, знаете он е за тоа шампион, значи он е стручњакот за ICP, кога треба да се комуницирам со него. Значи, погледнете прво и најбитно да видиме што се случува со веќе постоечките трансферирани токени. Значи, ова се токени кои што се трансферирани од Bitcoin на ICP мрежата, гледаме дека и понатаму расте на нов all-time high. Значи, ако се сеќавате, зборувавме, имаше и пад, сега моментално на all-time, значи зборуваме од зборуваме сега февруари 2023 година до сега имаме раст огромен, значи 262 биткоини се наоѓаат на ICP мрежата, значи дека овие биткоини понатаму се повеќе се трансферираат на ICP мрежата и некој ги користи. Гледаме дека истото се случува и со Ethereum мрежата, иако можеби не сме на претходен all-time high од 810, но има голем напредок. 562 Ethereum моментално се користат на ICP мрежата, значи дека луѓето го трансферираат овој капитал во Ethereum со цел да го користат овдека. Дополнително да не забораваме дека исто така имаме и USDC од пред некое време, значи овој стейблкоин направи свое представништво на ICP, каде што моментално има 1 милиарда, 1.342.000, не е многу, но гледаме дека има почеток, дека постојано се влева USDC на самиот ICP и официјално од пред само неколку дена, значи 18 јуни, пред 3 дена, CK Link. Значи моментално и Link има свое представништво на ICP мрежата, со тоа што не можев да го најдам се уште, значи овој чарт колку Link моментално има префрлено, наскоро верувам дека ќе биде додаден, но битно да се каже дека оваа соработка помеѓу ICP и Link е многу битна. Значи ICP е свесен за потенцијалот на Link и каде истиот оди и верувам дека ова ќе вроди со плод. Така да ова е доста позитивно за ICP, нормално. ICP исто така е еден од оние поголеми кои што го имаме во нашиот портфолио и тоа сигурно нема да се промени. Кракен е при IPO, значи моментално Кракен се спрема да стане јавно тргувана компанија, гледаме дека се повеќе ентитети во крипто светот одат кон IPO. Значи IPO е јавно тргувана компанија од типот на Apple, Nvidia, Microsoft, што значи дека се повеќе растат. Колку поголема е една компанија, толку поблиску доаѓа до потенцијален IPO или Initial Public Offering
каде што истата станува голем ентитет глобален кој што почнува да ги тргува своите акции, што е одлично. На тој начин гледаме дека овие малецки менувачници кои што биле незначајни пред само неколку години, сега веќе стануваат магнати. Може би не е добро тоа што се централизирани, но него менува фактот дека имаат голем потенцијал во оваа сфера и мене ме радува тоа што гледам дека истите стануваат значи јавно тргувани компании. На тој начин и многу помала е шансата да имаме колапс. Значи со оглед на фактот дека постојано имате квартални извештаи, имате многу повеќе на некој начин надгледување на вашата компанија, постојано морате да имате нели овие посебни типови на надзор на сето она што го работите, затоа што сте нели јавно тргувана компанија. Сето тоа ќе спречи поголеми капитулации од типот на нели како што кажавме Foreros Capital, FTX и така натаму. Така да ова е позитивно, ако ме прашувате, крајно позитивно. Овде ќе имаме една интересна работа, вели во јуни официјално Иран почнува со CBDC пилот. Значи ќе биде достапен на граѓаните, очигледно на одредена група на граѓани кои што треба да тестираат. Сега зошто мислам дека ова не е коинциденција? Значи да не заборавиме дека пред само неколку дена објавивме на нашиот канал дека Саудиска Арабија заедно со Обединетите арапски емирати, Хонг Конг, Сингапур и Кина влегува во проект mBridge, кој што го користи дигиталната CBDC солуција на Кина, а тоа е дигиталниот юен за меѓусебно тргување. Значи се повеќе, ако мене ме прашувате, ваквите чекови кои што ги гледам од типот на Иран прави свој CBDC проект, ги води членките на БРИКС кон заедничка валута. Не значи дека треба да имаат заедничка CBDC валута, туку mBridge се повеќе и повеќе, ако мене ме прашувате, верувам дека ќе биде официјално солуцијата за која што Путин зборуваше и како таква голема е веројатноста дека ќе биде прифатена од сите членки на БРИКС преку своите CBDC платформи да можат да тргуваат на mBridge. Значи mBridge да биде она паралелна SWIFT организација за сите членки на БРИКС. Барем тоа ја што го гледам, останува да видиме дали сме управо или не, во оваа ситуација нема да смени многу, само би било добро за нас нели кога би успеале да го видиме ова пред останатите, иако за жал не можеме ништо да направиме, значи не е ова нешто што потенцијално би представувало позитивно нешто за нашето портфолио. На крајот од денот станува збор за CBDC, ова е непријателот на крипто, но уште еднаш ќе напоменам, избегнувањето на SWIFT долгорочно во оваа ситуација повторно е позитивно за нас. Ако овие голема заедница БРИКС со новите членки кои што потенцијално ќе се приклучат успеат да најдат солуција за санкциите и го избегнат SWIFT и најдат некаков тип на систем кој што ќе биде заеднички компатабилен за сите нови членови, ефективно вие имате се помало влијание на доларот. Колку е помало влијанието на доларот, толку повеќе долари ќе се враќаат назад во мурика. Колку повеќе се враќаат назад во мурика, толку поблиску сме до хиперинфлација и препумпување на голема количина на долари, ќе значи пад на неговата вредност, затоа што веќе не се користи во светот, а тоа ќе значи раст на се останато. Затоа и ова на долг рок е позитивно за нас и верувам дека не е случајно. Овде ќе имаме мала вест која што не ја ни запишав, значи Zürcher Kantonalbank, моментално гледаме дека се повеќе и повеќе банки во Швајцарија нудат биткоин и етериум на нивните корисници. Ја верувам дека кога ќе видиме вакви ситуации, прашање на време кога тоа ќе се случува и кај нас, кога Тутунска банка ќе ви каже а да не сакате да си купите етериум. Чисто да ви кажам, значи кога почнуваат овие банки тоа да го нудат на своите клиенти во Швајцарија, само прашање на време кога тоа ќе биде копирано кај нас дома, затоа што уште еднаш ќе напоменам, гледаме глобална адоптација. Ја гледаме со сопствените очи моментално се случува баш преку овие наједноставни секојдневни вести, нешто што беше незамисливо пред 3 години. Сега секојдневни банки ви нудат да си купите биткоин и етериум. Ако тоа не е почеток на глобална адоптација, не знам што е. Емурго Африка, вели, Етиопија од криптобан до крипторегулатива. Емурго, да не заборавиме, е една од основните корпорации кои што го водат Кардано. Ова не е случајно. Со тоа што Етиопија прво направи бан на криптовалути, за сега да се врати назад и да ги регулира и не само тоа, туку да понуди биткоин майнинг во својата територија и така натаму, со тоа што Етиопија по број на население е втора по големина во Африка, значи станува збор за голема економија. Сега зошто е ова битно? Ова не е случајно. Да не заборавиме една многу битна работа која се случи во 2021 година. Официјално Етиопија склучи договор со IOHK Cardano
дека целата едукација, целиот едукативен систем образование ќе биде запишуван на Cardano блокчейн, односно се што вие имате практично како оценки, што сте ги добиле во текот на вашето образование, ќе бидат запишани на Cardano блокчейнот, кое што ќе биде практично ваше неизбришливо CV. Не можете да лажете, значи се си е запишано и кој да сака може во било кое време да го провери. И вие можете нормално да го покажете на било кој друг, така. Значи, наеднаш Емурго Африка објавува дека Етиопија станала до крипторегулатива. Тоа значи дека и понатаму Cardano соработува со оваа земја, се надевам дека така и ќе проложи, значи гледаме дека големи земји го користат Cardano за големи работи. Но нели, со време сето тоа ќе се покаже. И за крај една интересна работа, ако се сеќавате, е уште една работа која што ние кажавме. Јас кажав, значи овдека сигурно нема да разговараат за времето, а знаете што се случуваше овдека, ова беше на почетокот, на 1 јуни. Само момент. Значи, Милеј заморчето на Мурика, поради кој што Аргентина не влезе во БРИКС, каков морон, моментално дојде на посета кај Букеле, кога истиот нели добиваше повторно претседателски мандат, со тоа што наеднаш видите веста, вели Хавиер Милеј supports Bitcoin и вели на сите своји граѓани кои што одлучиле да ги користат своите трансакции во различни тип на криптовалути, не само биткоин, тоа е дозволено. Што значи дека секој може да одлучи во Аргентина да користи крипто за плаќање. Зошто е ова битно? Еве што се случува со цената на биткоин во земји кои што доживеале хиперинфлација. За оние кои што не им беше јасно на почетокот зашто постојано зборувам дека нас ни е битно, значи доларот да дојде до хиперинфлација. Еве зашто. Моментално погледнете колку напредно биткоин во проценти наспроти аргентинскиот пезос. 1.838.204%. Толку напредно биткоин од неговото постоење во однос на цената на аргентинскиот пезос. Дали ме разбирате сега што го изборувам? Хиперинфлација на било која валута доведува до раст на се останато, највеќе во оваа ситуација нас нормално. Што ни е битно? Битно ни е што се случува со криптовалутите. Еве уште еден пример. Turkish лира, која што се уште не е целосно уништена, така? Но погледнете. Еве каде се наоѓа биткоин наспроти турската лира. 226.431% пораснал наспроти турската лира. Еве каде е со Венецуела currency, иако и овдека е боливар, но само момент. Боливар. Значи истата ситуација, само момент. И за крај, како и секој друго видео, нормално можеме да ги спомнеме овие битни работи, значи гледате дека без разлика операција, не операција, можам да стојам, не можам, материјал ќе има, значи јас мојата обврска кон македонскиот народ за да продолжам да работам на негова финансиска писменост, на негова финансиска независност и јас светам како света, значи ова за мене е големо достоинство, ова за мене е големо почит од овие 3000 луѓе кои што одвоиле од својот ден да го гледаат она што јас имам да го кажам, затоа и јас одвојувам од својот ден да го направам мојот материјал. Се надевам дека и понатаму ќе можам да допринесам за македонската нација да стане што по финансиски писмена, но се што барам од вас е да ми помогнете ова што јас го работам постојано да го прошириме на што повеќе македонци. Значи вашата препорака за она што го работиме на било кој друг македонец за мене е многу битна со цел ова што го работиме да не биде залудно. Така да се што барам од вас е доколку сте научиле нешто од нашиот канал, препорачете на што повеќе македонци да ги описмениме пред овој bull market, нормално и пред овие големи светски промени. Сите оние кои се нови на врвот на нашиот канал, погледнете го ова видео каде што детално ќе можете да се информирате што се имаме на каналот и како можете да ги следите нашите едукациони содржини нормално. И понатаму, значи одложено е работењето на страната која што ќе го упрости, нели, начинот на кој што може да се најдете на нашите содржини, но за сега чекам дечкото да се пресели на Малта, па да можеме нане да седнеме и да разговараме за тоа како би изгледала оваа страна, така да го чекам, да знае, верувам дека ги гледа овие содржини. Дополнително, значи многу битно,
Само да напоменеме за оние кои што нормално ги следат нашите содржини прв пат, во секое од нашите видеа во содржина може да ги најдете, значи на кратко објаснети содржини за кои што разговараме по редослед. Дополнително може да ги најдете сите социјални мрежи на кои што споделуваме дополнителна содржина, значи следете ја со цел да можете да на некој начин добивате дополнителни информации кои што не ги објавуваме во овој видео, значи премногу материјал е нормално, и нашите резервни канали на Odyssey и Rumble. И дополнително, значи знаете, и сами понатаму нашата работа продолжува за 0 евра по македонец, но оние кои што одлучиле дека сакаат да ни честат едно кафе, тоа може да го направат на овие блокчейн адреси и на овој линк кој што е така наречено дигитална платформа, наречена Купи ми кафе, која што помага на дигитални креатори. Се што вие сте ни донирале, како досега, во 2 наврати и понатаму ќе го вратиме назад на македонската нација, значи како донација од целата заедница криптогемиџија до оние кои што им е најпотребно во Македонија. Тоа го правиме транспарентно, како што веќе го направивме 2 пати, ќе го правиме и во иднина. Ви благодарам за се, уживајте во нашата работа како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија.